Благодарам, подпредседателка. Јас искрено не можам да се изначудам на риторикава, дали навистина вие ја следите, ја слушате министерката кога говори, кога вели дека навистина нема да има затварање на училишта, и дали ви смета тоа дека со оптимизацијата нема укинување на училишта, нема укинување на затварање на училишта, туку подобрување на условите за работа. Да, не може да се работи со едно или со две деца. Токму ние кои што доаѓаме од образование, знаеме дека не може да се работи само со едно и со две деца во паралелка. Но оптимизацијата не представува укинување на правото на образование. Далеку е од тоа. Напротив, создавање на услови за секое едно дете да има подобар услов за работа. Дали е надпревар меѓу учениците да работат две деца заедно? Дали е искористување на ресурси две деца во една паралелка само да има? Значи, навистина не можам да разберам зошто се овие критики кои што реално во периодов, вие кога бевте на власт, дали направивте нешто со кое што го подобривте образованието? Дали нас ни овозможивте како наставници да се чувствуваме наставници и да се чувствуваме вреднувани? Многу грешите. Еве, јас сум професор по хемија и точно знам на каков начин ги укинувавте моите часови во училиштата. Како воведувавте програми со кои што нас не ги укинувавте часовите. Така да зборуваме за реални работи, да зборуваме за она кое што навистина реално се прави, а тоа е подобрување на условите за работа и на наставниците и на учениците. Дали е подобро да имаме училишна зграда и ресурси кои што учениците ги користат, или ќе ги правиме затворени кругови со 2, со 3, со 5 деца, а учениците ќе немаат ресурс и ќе немаат со што да работат. Така да, немојте да го лажете народот, немојте да создавате страф и паника кај наставниците, кај учениците, кај родителите. Ова што го правите се само популизам и воопшто не се темели со некакви факти. Меѓутоа, сметам дека сето ова само ќе ја подобри работата на училиштата, ќе придонесе да имаме подобри услови, со подобра опрема, современи кабинети, поквалитетна настава. Заради тоа сметам дека сето ова што е овде изнесено навистина е многу далеко од вистината и навистина само непотребно давате лажна слика пред народот. Ви благодарам.